Добре дојдовте во ЕСИ Спорт на радио ЕСИ Скопје. Меси. Никогаш не сонував дека ќе бидам еден од најдобрите во историјата. Најдобриот фудбалер за изминатата календарска година, Лајонел Меси, пред неколку дена ја освои рекордната 7 златна топка. Оваа награда е уште една потврда за местото кое го има аргентинецот во историјата на фудбалот. Во последното обраќање до јавноста, звездата на ПСЖ зборуваше за ривалството со Кристијано Роналдо и дебатите за најдобриот на сите времиња. Секогаш сакам да се надпреварувам со себе, без да гледам што прават другите. Со Кристијано игра во иста лига со години. Мислам дека тоа беше одлично и ни помогна да постигнеме подобра кариера. Сакам да бидам свој и да се подобрувам себе си, без да се надпреварувам со другите. За мене е повеќе од доволно да ме сметаат за еден од најдобрите во историјата. Тоа е нешто за што од секогаш сонував, вели 34 годишникот од Буенос Ариес. Меси по 2 децении си замина од Барселона и ја продолжи кариерата во Парис Сен-Жермен. Со францускиот гигант потпиша 2-годишен договор. Јовик влезе од клупа и со асистенција и гол донесе голема победа за Реал Мадрид. Екипата на Реал Мадрид мина уште една пречка во премиер и од гостувањето кај Реал Сосиедад. Се враќа со значајна победа од 0:2, по која ја врати позитивата од 8 бода во однос на второпласираниот тим на Севилја. Кралевите со позитивни вибрации и серија од 10 надпревари без пораз отпатуваа на тешкото гостување во Сан Себастијан, а таму одиграа квалитетен надпревар и со 2 брзи гола во вториот дел го оставија домашниот тим без надеж за ново вчерашно изненадување во шпанскиот шампионат. Во првиот дел Реал Мадрид беше за нијанса подобар ривал на теренот и Лука Модрик во 25-та минута ја испушти најголемата шанса за отворање на резултатот, но Алекс Ремиро со фантастична парада го одбрани неговиот удар. На полувреме се замина со почетниот резултат 0:0, но кралевите добија голем удар, затоа што се повреди најдобриот поединец на тимот, Карим Бензема. Првиот стрелец на мадридскиот тим по само 17 минути игра не беше во можност да го продолжи надпреварот откако се пожали на повреда и се упати кон соблекувалната, а неговото место го зазеде Лука Јовик. Токму српскиот напаѓач беше клучната фигура на кралевите во вториот дел, откако најправо по негова асистенција Винисиус погоди за голема радост на мадријаги. 10 минути подоцна, 57-та минута, Јовик по пауза од февруари 2020 година погоди во дресот на Реал Мадрид и ги сруши сите надежи на домакините. 0:2. Во следното коло Реал Мадрид го игра големото дерби со шампионот Атлетико Мадрид, додека Реал Сосиедад ќе се сретне со Бетис, кој вечерва ја изненади големата Барса. Лазаров одигра без грешка со Ним и е најдобар десен бек во Франција. Капитенот и селекторот на македонската ракоментна репрезентација, Кирил Лазаров, одигра одличен надпревар на клупски план за неговиот Нант. Тој исто така и доби признание. Нант победи на гости кај Ним 26:34. Лазаров е прогласен за најдобар десен бек. Нант е на второ место во Лидл Стар лигата веднаш зад лидерот ПСЖ. ФИБА ги одреди термините и саатниците за Евробаскет од 2022 година. Турнирот ќе се одржи во Чешка, Грузија, Германија и Италија ќе стартуваат на 1 септември. Со пладневен надпревар од 12:30 во Тбилиси завесата ќе ја крени пресметката меѓу Шпанија и Бугарија, додека 1 час подоцна ќе играат Босна и Херцеговина со Унгарија во Келн. На отварањето во групата А ќе играат уште Русија со Турција и Белгија со Грузија, додека во групата Б во Германија ќе се сретнат Словенија со Литванија и домаќинот со Франција. Наредниот ден стартуваат групите С и Д во Милано и Прага. Групната фаза ќе трае до 8 септември, пошто плејофот се сели во Берлин. 8 на финалистните претметки се закажани за 10, четвртфиналињата и полуфиналињата се по 3 дена подоцна, додека големото финале ќе се одигра на 18 септември. Македонија за малку извиси да дојде до местото на Евробаскетот, иако во последните 2 кола запиша победи над Италија и Естонија. Последниот ривал поради подобро меѓусебен дуел отпатува на континенталниот собир. Меси, мајсторски и во свој стил, погоди во Лига на шампионите и се израмни со Пеле. Меси им се врати на погодоците во Лигата на шампионите, против клуб Бриш и го подобри голгетерскиот рекорд во елитата.
Голем дел од работата за голот заврши Килиан Мбапе, кој одлично се ослободи од противник на средината на теренот, изведе спринт и го проигра Меси. Аргентинецот ја смири топката и во свој стил од пред 16-никот погоди во мрежата на Бриш. Со овој погодок тој се изедначи со Пеле, 757 постигнати голови во својата кариера.